Почитувани суграѓани, еве денеска сме собрани овде да, како градоначалник на општина Конче, да го презентираме нашето 4-годишно работење, односно како градоначалник да дадеме отчет пред вас граѓаните. Ние како општина за периодот од 2013 до 2017 година, заедно со владата на Република Македонија, реализиравме поголем број проекти од кои што навистина се подобри животот во самата општина. Иако општина Конче како мала рурална општина со многу мал буџет, сепак успеавме во периодот од 2013 до 2017 година да реализираме многу проекти. Од инфраструктурата имаме реализирано 4 регионални патишта со вкупна должина од 34 километри, и тоа се локални и регионални патишта, и тоа патот Конче-Радовиш во должина од 22 километри и вкупна вредност од 162 милиона денари, обезбедени средства од буџетот на владата на Република Македонија и општина Конче. Исто така имаме реализирано и реконструирано друг регионален пат, тоа е раскрсница Ракитец-Долни Липовиќ во должина од 6,5 километри и вкупна вредност од 11 милиони и 650 илјади денари. Исто така имаме реализирано и два локални патишта, тоа е локалниот пат Лубница-Скороша во должина од 1,5 километар и вкупна вредност од 9 милиони денари, и локалниот пат Мантово-Боровдол со вкупна должина од 3,5 километри и вредност од 14 милиони денари. Со тоа се подобри самата инфраструктура во општина Конче. Имаме изградено на територијата на општина Конче вкупно 16 улици за периодот од 4 години, со вкупна должина од 4 километри и вкупна вредност од 15 милиони денари. Исто така имаме реализирано и проект, тоа е електрификација на 3 населени места, тоа се населените места Долни Радеш, Долна Враштица и Горна Враштица. Вкупната вредност на овој проект е 9 милиона, средствата се обезбедени од владата на Република Македонија. Покрај тоа имаме изградено и 3 слечишта, односно решени проблем на 3 слечишта на регионалниот пат Конче-Радовиш со вкупна вредност од 150.000 евра. Во патната инфраструктура имаме реализирано и други проекти. Тоа е санација на паднатиот мост на Габрешка река, кој што мост беше уништен од силните поплави и истиот беше решен, односно реализиран со поставување на ЦВС пропуст, чиј што вредност е 3,5 милиона денари, средства обезбедени од буџетот на општина Конче. Покрај овој пропуст имаме изградено уште 4 такви пропусти на регионалниот пат раскрсница Ракитец-Долни Липовиќ. Со тоа фактички го решивме горливиот проблем кој што повеќе години уназад граѓаните при силни врнежи не можеа да поминуваат покрај овие суви долици. Во општина Конче за периодот од 4 години, од 2013 до 2017 година, се изградени 3 фекални канализации, и тоа канализацијата во населено место Дедино, изградивме канализација во населено место Габревци, и исто така една од поголемите системи за фекална канализација е изградена и во населено место Лубница. Со тоа, со изградбата на овие канализации фактички ги решивме проблемите на сите овие 3 населени места. Вкупната вредност на канализации во општина Конче кои што беа изградени е 30 милиони денари, додека должински е 9 километри, значи вкупно изградени се 9 километри фекална канализација во овие 3 населени места. Средствата за канализациите се обезбедени од буџетот на општината и од владата на Република Македонија, односно од Министерството за транспорт и врски. Извршивме и реконструкција и на водоводи, и тоа во населените места Долни Липовиќ и населеното место Конче. Во изминатиот период беа донесени 3 урбанистички планови, и тоа урбанистички план во населено место
Долни Липовиќ, урбанистички план во населено место Ракитец и во урбанистички план во населено место Конче. Во моментот тече активноста, односно донесувањето на урбанистичките планови во Дедино, Габревци и Лубница. Во образованието извршивме реконструкција и енергетска ефикасност на основното училиште ОУ Гоце Делчев во Конче. Исто така го реконструиравме и училиштето во Горни Липовиќ и опремивме еден посебен кабинет во училиштето во Горни Липовиќ и во ОУ Гоце Делчев. Вкупната вредност е 150.000 евра. Исто така во сите училишта поставивме и урбана опрема, и тоа во ОУ Гоце Делчев и во сите 5 подрачни училишта. Од 2013 до 2017 во образованието инвестиравме исто така поставувајќи парно грејење во сите училишта, односно ги заменивме печките со поставување на парно грејење. Изградивме и повеќе наменско игралиште во основното училиште во Долни Липовиќ и сега течат активности на реализација на реконструкција на повеќенаменското игралиште во Конче. Во 3 населени места ги реконструира културните домови, кои што беа и такако грда слика во центарот на сите 3 населени места. И тоа се реконструира културниот дом во населено место Ракитец, чии што вкупна вредност е 5,5 милиона денари, кои што беа средства обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка и од буџетот на општината. Исто така, беше реконструиран и културниот дом во Дедино, кои што беа обезбедени 2 милиона и 400.000 денари од буџетот на владата на Република Македонија и од буџетот на општина Конче. И третиот културен дом, тоа е реконструкција на културниот дом во Долни Липовиќ, кој што беше реализиран преку европски проект, чии што средства беа 10 милиона за реализација на овој проект. Од страна на општината исто така во областа на културата беа организирани повеќе проекти, меѓу кои можам да споменам еден од таквите беше проект Рурална жена, со која што се представија нашите жени, значи беа опфатени повеќе жени од сите населени места и истиот проект беше добро реализиран. Исто така општина Конче во овој изминат 4 годишен мандат се осврна и на подобрување на животот на населението со отварање на канцеларија на Агенцијата за вработување, кое што порано нашите луѓе мораа да одат во Радовиш, сега беше отворена канцеларија за вработување. Од областа на социјалната заштита, морам да кажем искрено дека дадовме огромен придонес и ние како општина, но заедно во соработка со Црвениот крст. Имаме изградено и една куќа на социјално загрозено семејство кое што претходно изгоре во пожар. Во областа на туризмот имаме придонесено многу, бидејќи знаеме дека нашата општина е рурална и затоа имаме реализирано повеќе проекти. Имаме уредено езерата Конче 1 и Конче 3, средства кои што беа обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка и буџетот на општината, а вредноста на овие средства е 2 милиона денари и тоа преку уредување на овие две езера, исто така изградба на влашки колиби, изградба на куќичка на дрво и поставување на дрвени патокази. Во периодот од 2013 до 2017 година на манастирот Свети Стефан во Конче, каде што партнерно беше уреден и исто така изградивме и детски парк во населено место Лубница. Вкупната вредност на овие два проекта, партнерно уредување, се 3,5 милиона денари. Во општина Конче во изминатиот период од 4 години успеавме да ги задоволиме барањата на жителите на оваа општина со тоа што отворивме аптека и стоматолошка ординација. Исто така имаме и го реализиравме и проектот Рурален доктор. Освен ова имаме и инвестиции. Една од поголемите инвестиции тоа е набавката на
скип машина со нож за чистење на снег, која што го подобри животот на самото население, бидејќи во зимски услови сега имаме своја машина. Вкупната вредност за набавката на оваа машина е 4.800.000 денари, средства обезбедени преку швајцарската влада и буџетот на општина Конча. И на полето на земјоделието придонесовме многу со тоа што отворивме канцеларија за издавање на имотни листови, исто така отворивме и подвижна канцеларија каде што можат земјоделците од подрачната единица за земјоделие, каде што можат земјоделците да ги даваат своите апликации директно овде во општината. Во моментот имаме во тек течат 5 големи проекти кои што се во тек на реализација. Значи, општина Конче, како градоначалник на општина Конче, за овие 4 години реализиравме 100 проекти и 5 проекти кои што се во тек. Со тоа сметам дека иако мала рурална општина, но сепак доволно придонесовме за подобрување на животот на нашето население.